За некои луѓе велат се топори како мисир. Демек се прави важен. Ова е мисир, братко. Вистински. Господар на селото. Се топори пред мисирките и пред луѓето. А овие командоси врват под конец и гуските. Нели го спасиле Рим? Некогаш, пред повеќе од 2000 години. И после некој ќе вика гуско една глупава. Тоа е во народот. А ова е во Мралино, на 10 километри од Скопје. Последните куќи речиси се допираат со аеродромската патека во Петровец. Но мисирки и гуски, кога сте виделе последен пат? Или само во учебниците по природа и општество? Скопските деца да одат во Мралино, да видат вистински мисирки и гуски, не во сликовниците и зоолошката градина. Мралино, бескрајно тивко и убаво село, добри луѓе и домакини, вредни. Сите се во бавчите и дворовите. Има работа. Но што е Мралино? Браво, мило ми е што дојдовте. Благодариме. А ирле работа? Да се здрави и живи. Колку години имаш? 48 година, 67 сега ќе почнам. Пензионер? Пензионер, али малку работиме полека. Време е? Време е, мислам дека е време и малку порано годинава, знаеш, сезоната како е, вегетацијата е порано многу. Па тоа е, што да преме? Ми е жал да ги оставам. Па не е домакин. Ми е жал, ете така, ги оформим полека некоја, ги вадиме, ги корнеме по старите и така. Што имаш? Круши. Со круши Македонија некако... На нула е. На нула е Македонија со крушите, на нула е, да ви кажам наискрено. Тоа е, зашто јас работам со крушите, да ви кажам, пред 20 години Чернобил, кога беше тоа хаваријата, од тогаш се уништива крушите не само кај мене, него во целата Македонија и подалеку. Да. А иначе јас по 6-7 тона вадев одека круши. И тоа бутира прва класа. Испитано тоа. Сега се намалија, мало се полека да оформим, али не ги бива некако. Монилија? Не ги бива, дали подземјето е, дали воздухот е, дали нешто има проблеми. Еве, видите самите мере. Зошто ова да се деси? Еве, здраво, право е, калем, кај има се тоа по пропис. Еве, зашто си сушил ова? Значи, сепак има некои проблеми. Тоа е. Море никој не знае од каде е името. Сите ни велат да погледнеме во турските тефтери. Таму имало. А ние немаме толку време. Тоа е работа на хроничарите. Но во овој дел на Скопско, се уверуваме, уште еднаш живеат долговечни луѓе. Шко Јован, староседелец си? Да. Староседелец. Татко ти, дедо ти? Татко ми староседелец со тука и фамилијата се од тука сме. А Мралино, од каде доаѓа тоа име? Мралино, од старо татко ми знам, од Мралино. Ама никој не знае од каде доаѓа името. Не знам, потекло некој збореше, прашуеле од Велес, не знам каде таму, Кобајаги, ама тоа не памти никој, не знам. Од каде дошло името, никој не памти. Името, од тоа знам се, Мралино го викаат. Мралино беше 15 куќи, јако памтам. Сега имаш земја? Па има 20 хектара, нима земено аеродромот. Ни останува 20 хектара. Четворица браќа по 5 хектара
после татко ми ни подели. Жито садите? Све има садено тоа време. Житарица, све имаше тоа време. А сега? Сега синот располага. Стока? Стоката му остави, него земја, све, Нека работи. он. Ја годините пројдоа, па викам сега не работам више. Колку години? 24-та, 92. Селото е и старо и ново, како се земе. Ама едно е сигурно. Си имаат нова црква. Си ја правеа и си ја направија. Со сите нишани. Немаме црква селото, едино село Скопска околија што немало црква. Од 2000 година камен темелник ставен и црквата е направена. Многу брзо ја прави. Па уште се прави. И се работи. Камен темелник ставен, само допринос е собирано и е правена до 2011. Со помош на Свети Стефан, кој ни помогна да пуштиме црквата и осветивме. Осветување 2011 година. Сега имаме трпезарија направена, крштебална, црквата си работи нормално за сите празници. Славиме слава 14. октомври на покров на Пресвета Богородица, така да селото се собира, околија се собира од страните сите. На новата црква многу и се радува попот. Отец Александар е парохиски свештеник и за Кадино и за Мралино. Се сретнавме во Кадино. Тогаш ни рече: дојдете и во Мралино. Тоа е убаво село со нова црква. Евене. Символиката и специфичноста на оваа црква се состои во името нејзино, го носи името Покров на Пресвета Богородица и единствена црква на овие простори во Скопската епархија. Храмот е прилично голем, во себе може да собере мношто верници кои доаѓаат, особено на големите богородични празници, бидејќи и самото име е посветено на Пресвета Богородица и тогаш е најпосетена со многу црковни традиции поврзани со самите празници. Народот кој што го посетува овој храм е верен, бидејќи се наоѓаме во подрачна црква на Кадинската парохија во село Мралино. Исто така живеат големи верници со своји привилегии кон црквата, бидејќи самите си ја изградиле, допринеле овој голем храм да никне, а селото не е толку големо да издржи толков храм, но љубовта кон верата и кон црквата ги натерала да го изградат вака во големи обсези и во голема мера да наликува на убав христијански храм. Во мојата парохија сите верници кои што живеат, особено за големите празници, допринесуваат храмовите да ни бидат полни. Апелираме, нели како црква, да и останатите денови, помалите празници и неделите да ги посетуваат. Тие во себе ја имаат верата, само е потребно и во дела да ја спроведат. Амин. Откако е осветен храмот од страна на неговото блаженство Господин Стефан, поглавар на Македонската православна црква, воведено е да тука ги извршуваме сите наши црковни треби, крштевките, крштевањата, венчанијата и оние погребенијата кои што не се во голем број. Значи, тоа не радува. Навистина многу. Во ова откако е осветен храмот, навистина многу. Нека придава Господ. Тоа е духовното. А што да правиме со световното? Од нешто мора да се живее. Мралино и околината од секогаш биле житница на Скопје и сточарски крај. Знаат да изработат пшеница и јачмен и да произведат десетици илјади литри млеко. Околу и со кравите ги бива. Убавина за оној што ги сака животните. Ова момче е жив доказ. Се занимавам од мој 15 години. Уште како детиште се занимавав со сточарство. Се додека татко ми работеше во фирми, со мајка ми помагав како детиште. Почнав во фирми да работам, не иде и на крај се одлучив да работам земјоделие.
Па од 2000 година. Кравите, со крави од кога почна? Со крави пред година и пол земав од Германија преку битолска млекара. Инаку пред тоа чувавме само 6 крави. Од пред 2 години решив да зголемам стадото и земав 8 крави од Германија. Сорта? Сорта земав германски Холштейн, црно-бели, кој што сум презадоволен од нив. Даваат колку? Па стигаат, до кај 30 литра стигаат. Тоа е добар прилив. Па добар прилив е. Сега, тоа е, млекото е добро, они што ќе пуштат, но колку е платено е работа. Али што е тоа е, немаме избор. Цената на млекото е 18-30, што е многу мала. А едно кило детелина е 15 денари. Спрема храната, исто даваат сите. Значи сите, како ќе им даеш јадење, така ќе ти дае млеко. Ако ја раниш, ќе даде повеќе. Ако не ја раниш, нема ништо од нејзи. Проблемот е храната? Проблемот е храната. Сега моментално купувам храна. За оваа година више мојата заврши, почињам да купувам. Колку земја? Значи земја преку од татко ми имам 7 декара, а имам околу 3 хектара под концесија. И не стигне. Па не стигне. Значи има доста. Значи они сакаат јадење. Без јадење нема ништо. Стелни имаш? Имам. Значи сите се сега моментално стелни. Овие две првите ми се сега брзо телени, така да едното теле ми е од нив оставено, принова, и едно имам оставено од моите крави принова. Ти ги продаваш или ти го шириш? Ќе го ширам. Моментално мислам да го ширам. Еве го новиот Пеце Атанасовски. На гордост на Мралино, на општина Илинден, на Скопје, на Македонија. Има многу гајдаджи низ државава. На малиот гений уште малку и никој нема да му биде рамен. Филип, од кого учиш гајда? Од мојата професорка Бајса, таа учествува во танец и... И ти одиш таму? Да, Каде? во танец. А гајдата од кого ти? Од Стојан Чекостовски. Од Виниче. И тој е танец. А од каде меракот за гајда? По еден комшија видов и почнав, прашував, дома викав, мамо сакам да свирам на гајда и мама мислеше дека не знаеше што е гајда. Почнав и така почнав. И сега сакаш многу да свираш? Многу сакам да свирам на гајдата. Тој ми е инструмент, селски инструмент. А дома вежбаш? Вежбам секој ден. Колку? Па највеќе од 2 сата. Нема што да одземеме или додадеме. Музиката на малиот маестро се кажува. Се гледаме од убавите села на Македонија.